само 3% од 800 испитаници истакнале дека во рамките на оваа програма аплицираат како здружение. Најчесто сите преостанати аплицираат како поединци и исклучиво се користат тие мерки кои што се за набавка на механизација и тоа најчесто трактори. А таму има голем дел на средства или фондови кои што обезбедуваат поддршка и на здруженијата, значи на земјоделци, и има можности за изработка и на стратегии за локален економски развој, за рурален развој, каде што може да се вклучат и општините, така да сето тоа како средства останува сега, барем за сега, доволно неискористено. Токму поради тоа превземаме една граѓанска иницијатива со поддршка на Цивика Мобилитас како програма за развој на граѓанското општество, која што треба да креира една програма за рурален развој која што ќе биде поттерк на земјоделецот, односно померка и ќе ги вклучува сите нивни потреби, се со цел за да се овозможи поголемо искористување и подобра подготвеност на земјоделците за користењето на ИПРАТ фондовите. Меѓутоа земјоделците како такви и целосно сами сите, значи ние не можеме да сме активни да действуваме. Тука ни се потребни општините, тука ни се потребни и останатите локални институции, како што се подрачните единици на Министерството и останатите јавни предпријатија во сектор земјоделство и рурален развој, па токму преку ваквите калезни маси ќе настојуваме да се креира една програма која што ќе даде многу поголеми и подобри резултати во иднина. Бидејќи програмата за 2018 година е веќе изготвена, повик се уште нема за истата, го очекуваме ние првиот повик, ќе следиме и спроведувањето на оваа програма за 2018, а за 2019 пак година ќе истапиме со како една наша програма која што ќе биде креирана по терк на земјоделецот. Тоа е главната цел на оваа граѓанска иницијатива која што ќе биде од поголем обем, ќе биде соодветно промовирана преку промотивна кампања која што ќе трае значи во месеците мај и јуни, а во јули таквата програма која што ќе биде креирана на ваков значи еден партиципативен начин со вклучување на сите засегнати локални чинители ќе биде доставена и до Министерството за земјоделство како наш предлог. Причините најчесто поради неинформираноста. Една од основните забелешки кои што беше истакната е што особено оние земјоделци кои што живеат во поддалечените рурални средини не ни добиваат информации за искористувањето на овие средства, па затоа истите остануваат како такви неискористени или исклучиво само се интересираат за оние основните средства, тоа е значи како набавката на механизација, каде што пак таму исклучиво е вклучен само набавката на трактори и одредена приклучна механизација. Немаат доволно информации, не знаат како да аплицираат, така да тоа се едни од главните причини кои што тие ги наведуваат како фактори значи зошто средствата од оваа програма се доволно неискористени. Самата цел на оваа денешната калезна маса е токму тоа, повеќе да се информираат како земјоделците здружени, значи преку здруженијата може да користат средства од програмата за рурален развој, затоа што како што напоменав, ги користат само тие една-две мерки кои што се за механизација. Преостанатите мерки остануваат неискористени, па затоа и се пренаменуваат средствата и завршуваат на крај во сосема други цели, а иако кога ќе прочитате, еве за 2018 имате 2 милиарди на располагање денари, значи за овие цели. Од каде значи потекна целата оваа идеја е тоа што претходно Рурална коалиција правеше истражување на терен, каде што се воспостави дека од над 300 здруженија кои што значи делуваат во руралните средини, иако како невладини организации ги има над 5000 регистрирани, меѓутоа тие 300 кои што делуваат во сектор земјоделство и рурален развој, само 17 од нив, и тоа е потврдено исто така и со документација од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, користеле средства од програмата за рурален развој, што е премногу малку како бројка. Да, има многу повеќе средства на располагање пред секако здружение, многу поголеми ви се шансите да делувате, значи можностите да делувате и во делот на креирање на политики, затоа што создавате една критична маса. Преку здружение имате можност да членувате во сите работни тела на Министерството за земјоделство, вклучувајќи ги тука како најзначајни подсекторските групи, што всушност пак подразбира подсекторските групи се поделени по сектори, од житни култури, од млекопроизводство, од градинарство, и тука земјоделците се тие кои што ги имаат главниот збор. Тука земјоделците може да ги истакнат и своите предлози, своите потреби, и како такви потоа директно влегуваат, доколку значи сите се согласат во таа група дека се во ред, влегуваат директно како предлог или мерки во програмата за рурален развој. Тоа земјоделците не го користат. Исто така, далеку поголем е фондот на средства преку програмата за рурален развој, па и останатите фондови, дали се тоа од министерство или исто така од донатори, кои што може да ги користат здружени како здружение, отколку значи како поединци. Не сме доволно информирани за новите програми кои се нудат од Министерството за земјоделие.
би сакал да бидеме позапознати и постручно, односно како здружение да аплицираме за да можеме да ги искористиме тие средства кои ни ги нуди државата. Пчеларите се снајдуваат на секој начин, меѓутоа поединечно. Сега се надаваме дека со новите програми ќе можеме да аплицираме и како здружение. Меѓутоа ни недостига овој информатички оддел околу средствата и програмите. Тие се добри програми, во многу придонесоа за обнова на земјоделската механизација кај земјоделците, пошто ние претходно работеме со доста стара механизација, многу имаше дефекти. Овие вакви собири многу придонесува за информирање на земјоделците, за програмите, за начините како да се пристапи кон аплицирањето. Најмногу ги користа за набавка на земјоделска механизација. Па тоа му фали. Механизацијата земјоделска кај нас е од стара Југославија, со тие Фергусони стари, со бентина, со зетори, сега сака да ја обнова механизацијата, затоа сака повеќе на механизација.